Дали некогаш ти се случило да ти се крене косата после чешлање или откако ќе ја истриеш со гумен балон? Во ова видео ќе ја разгледаме физиката зад статичкиот електрицитет. Може би ќе ти биде полесно ако прво го погледнеш видеото за структурата на атомот. Електричната струја е релативно ново откритие. Додека за ефектот на статичкиот електрицитет се пишувало пред повеќе од 2000 години во античка Грција. Како што може да се свати од името, статички електрицитет, тој е статички и не може да се движи. Металите овозможуваат проток на електрони при спроведување на електрична струја. Но овде станува збор за други материјали кои не се метали, туку се изолатори. Ако два различни неметални изолатори, како на пример крпа и стаклена прачка, се тријат еден од друг, тогаш двата може да се наелектризираат со триење. При триењето, електроните може да се отстранат од површината на едниот и да преминат на површината на другиот изолатор. Кога ќе се најдат таму, електроните не може да се движат, бидејќи се статички. Бидејќи сите материјали се природно електронеутрални, односно имаат еднаков број на протони и електрони, овој трансфер на електрони предизвикува едниот материјал да има помалку електрони и помал негативен полнеж отколку што имал претходно. А другиот материјал има повеќе електрони. Така, еден од материјалите станува позитивно наелектризиран, додека другиот е негативно наелектризиран. Ова може да се види кога пластична прачка, како што е линијар, се трие со мека крпа. Електроните може да поминат од крпата на линијарот. Ако два идентични линијари се наелектризираат на овој начин, и едниот е прицврстен на едноставна лулашка, како што е прикажано, кога крајот од едниот линијар го приближуваме до другиот, се забележува одбивање. Прицврстениот линијар се врти, бидејќи оттурнат. Ако крпата која ја користевме за електризирање се приближи до линијарот, тој ќе биде привлечен кон крпата. Ова покажува дека има два типа на полнеж – позитивен и негативен. Истите полнежи се одбиваат или се оттурнуваат еден со друг, додека спротивните полнежи се привлекуваат меѓусебно или се движат еден кон друг. Кој материјал ќе стане позитивен или негативен зависи од неговите својства. Кога ја четкаш твојата коса, четката и косата добиваат спротивни полнежи, па поради тоа се привлекуваат меѓу себе. Може би ќе слушнеш крцкање. И во затемнета просторија може да забележиш мали искри кои се создаваат кога електроните се враќаат и го прават материјалот повторно електронеутрален. Ова често се случува и при сооблекување на облека направена од некои ткаенини. Постои и магичен трик каде гумен балон се трие со облека, джемпер или нечија коса, а потоа може да се направи да се залепи над зидот. Ова функционира бидејќи балонот добива позитивен полнеж. Кога ќе се приближи блиску до зидот, балонот предизвикува мало раздвојување на полнежите во зидот, бидејќи негативниот полнеж е привлечен кон површината. Овој мал негативен полнеж што се создава е доволен за да го привлече и да го задржи позитивно на електризираниот балон. Така, тој се лепи за зидот. Кога се држи на електризиран пластичен чешел блиску до тенок млаз вода од чешма, може да се забележи сличен ефект. Тоа е индуцираната привлечност. Малата искра, предизвикана од електроните кои преминуваат од еден материјал на друг, може да биде опасна. Нафтата или другите течни горива создаваат статички полнеж како што течат низ пластичниот гасовод. Затоа постои кабел за заземјување кој е поврзан со млазот на горивото во цистерната. И авионите се поврзани со сличен кабел додека се полнат со гориво, за да се спречи статичка искра која може да го запали горивото и да предизвика експлозија. Следниот пат, кога ќе ги влечеш твоите гумени обувки на тепихот и потоа ќе ја допреш рачката на вратата или твојот пријател, па ќе слушнеш звук или ќе почувствуваш мал удар, ќе знаеш дека го чувствуваш дејството на статичкиот електрицитет. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.